Почитувани, СДС го уништува образованието. СДС создава вистински хаос во образовниот процес. 40 дена по почетокот на учебната година се уште нема учебници за учениците во голем број на основни училишта низ државата. Додека Заев и Ангјушеви купуваат огромни индустријски комбинати по багателни цени, нашите деца немаат учебници од кои што треба да учат и да ја следат наставата во основните училишта. Неодговорната влада на СДС ги остави основците без учебници. Недостасуваат 2674 учебници во основните училишта во општина Карпош, 6446 во Аеродром, 10203 во Прилеп, 4067 во Гевгелија, 3489 во Гостивар, 5880 во Кисела Вода, 1044 во Маврово и Ростуше, 150 во Василево, 160 во Новаци, 485 во Кочани. Недостасуваат учебници во скоро сите општини низ државата. И додека владата одвојува десетици илјади евра за набавка на алкохоли, морски плодови и апетисани за министерствата и органите на државната управа, не може да одвои минимални средства за печатање на учебниците, кои се средство за учење на нашите деца. Образованието е во огромен хаос поради неодговорноста на владата на СДС. СДС го девалвира образованието и за 4 месеци, колку што е на власт, стопираа голем број на проекти и скратија 1,5 милиарди денари од буџетот наменет за образование. СДС во текот на кампањата за парламентарните избори ветуваше подобри услови во образованието и подобрување на образовниот процес. Сега гледа дека нема ни основни средства за учење низ училиштата. Тоа е ефектот од владењето на СДС. СДС ветуваше многу за образованието, а не направи ништо. Се што направи СДС за македонското образование е кратење, стагнирање и блокирање. Македонското образование е последното на листата приоритети на ова расипничка, неодговорна и неграѓанска влада. Младите, нивниот правилен раст и развој се небитни за СДС. Единствено нешто што им е важно на СДС и врхушката на власта е како да ги наполнат своите и сметките на своите фирми. Оваа неодговорна влада на СДС си поигрува со иднината на нашите деца. Граѓаните ќе го казнат СДС за сета на одговорност на престојните локални избори на 15 октомври. Ви благодарам.